студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток ги гледаме настаните на денот. Засилените разговори со Бугарија околу Нова година стануваат се понеизвестни. Буџетската криза турка власта во Софија кон предвремени избори. Внатрешната состојба во Бугарија во овој момент според мене не е најповолна за продолжување на диалогот. Прв ден буџет и постојана анкетна комисија за Кочани. Собранието со кусано значајна работна недела. Помалку несреќи со тешки последици, но голем број помали судири поради гледање во брзинометарот наместо патот. Брзата помош за една недела од примената на Safe City. Засилени контроли во угостителските објекти, но и рации за пиротехника во пресрет на новогодишните празници. Дали Уставниот суд ќе ги укине блок тарифите за струја? Експертите стравуваат дека ваквиот шекор ќе донесе до повисоки цени за малите потрошувачи. Македонија го чествува основоположникот на Охридската книжевна школа Климент Охридски. Во овие вести во живо за засилените контроли на полицијата и на инспекцијските служби во пресрет на празниците. Останете со нас, почнуваме со вести. Се понеизвестна станува реализацијата на најавата за зголемени дипломатски активности за деблокада на евроинтеграциите по Нова година. Буџетската криза во Бугарија отвора пат за предвремени избори кај нашиот источен сосед, што дополнително ќе отежни водење на било какви разговори, кои досега не беа високо на нивната агенда. Според тврдењата на премиерот, искажани во Конгресниот говор, ниту Европската унија не е подготвена да фацилитира диалог за еднината на интеграциите на земјава. Во меѓувреме, она што е веќе поставено како траекторија и преземено како обврска, според премиерот нема да се помрдне ниту чекор, се додека не се добијат јасни гаранции за патот. Бугарија си има внатрешни проблеми, а за Брисел проширувањето на Европската унија и натаму не е меѓу приоритетите. Ништо од најавите за интензивирање на разговорите меѓу Скопје и Софија во периодот околу новогодишните празници, кои требаше да дадат нова динамика во евроинтегративниот процес. Внатрешната состојба во Бугарија во овој момент според мене не е најповолна за продолжување на диалогот, имајќи предвид дека најверојатно Бугарија влегува во една нова политичка криза предизвикана од актуелните протести таму и нема да биде изненадување доколку во текот на првата половина на едната година Бугарија повторно влезе во една предизборна кампања за нови предвремени парламентарни избори, со што ќе се ограничи можноста за создавање на некаква атмосфера за правење на напредок во однос на решавање на нашето билатерално прашање. Од друга страна, имајќи предвид дека спорот се однесува на почетокот на преговорите со Европската унија, нашата дипломатија треба проактивно да делува и да ги представи нашите позиции пред институциите на Европската унија. Дека Македонија нема партнер за диалог кај источниот сосед потврди и министерот за надворешни работи во последното интервју за Сител. За жал, во овој момент не постои висок степен за желба на диалог од страна на соседна Бугарија, но искрено се надевам дека тоа ќе се промени, бидејќи јас сум убеден и тоа секаде јавно го говорам дека штета од закочениот процес имаме секако ние како држави, мораме да најдеме начин да го откочиме истиот, секако во рамките на нашите принципиелни позиции, но исто така штетата ја трпи и Бугарија кој што губи време да има сосед кој што е поскоро земја членка на Европската унија. Но и Европа не покажува некој посериозен интерес за нашиот проблем и фокусот го става на војната во Украина, економијата и борбата со миграцијата. За експертите, евентуален мир во Украина би можел да биде нова шанса за напредок во процесот на интеграција. Меѓутоа, знајќи дека се ближи крајот на војната помеѓу Русија и Украина, и Европската унија треба да се стреми кон зацрстување на својата улога во однос на надворешната и безбедносната политика, сметам дека проширувањето може да ја зајакне таа глобална улога на Европа и истовремено доколку продолжи оваа ситуација на замрзнување на процесот на проширувањето, самата Европска унија може да се соочи со нови проблеми кои што доаѓаат од државите кои што се кандидати. И министерот Муцунски, но и премиерот Мицкоски на Конгресот викендов уште еднаш потврдија дека Македонија нема да направи никакви отстапки од своите позиции. Владата бара цврсти гаранции од Брисел дека Бугарија нема да поставува нови услови, нешто што Европската унија во овој момент тврди дека не може да го обезбеди.
Александар Спасовски, Сител телевизија. Утре напладне во 12 часот во Собранието ќе се одржи седница на постојната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот, свикана по представка на родителите на трагично загинатите деца во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Од левица ги повикуваат сите пратеници и представници на институциите да присуствуваат и да не бараат, како што велат, изговори за одложување, нагласувајќи дека ова е единствениот ден кога родителите може да се обратат во Собранието. Оваа седница е од највисок приоритет затоа што се работи за човечки живот и за трагедии кои можеле да бидат избегнати доколку институциите навреме делувале, порачаа преку соопштение од левица. Ако членовите од мнозинството не дојдат на закажаната седница, опозицијата не може сама да обезбеди кворум за нејзино одржување. Спикерот Гаши веќе побара одложување поради расправата за буџетот, но Апасиев како председавач остана на закажаниот термин. Во меѓувреме беше изгласано и формирање на посебна анкетна комисија која ќе ги истражува сите 4 големи трагедии од последните години, вклучително и Кочанската. Утре во 11 часот почнува расправата за буџетот за 2026 на пленарна седница во Собранието. Претениците ќе дебатираат за најголемиот досега буџет, тежок 6,7 милиарди евра, со планиран раст на економијата од 3,8% и дефицит од 3,5% од БДП. Во предлог буџетот се предвидени повеќе средства за капитални инвестиции, вкупно 659 милиони евра, зголемување на платите во јавниот сектор, финансирање на клучни инфраструктурни проекти. Социјалните трансфери остануваат најголема ставка со над 3,35 милиарди евра. Расправата ќе трае 5 дена, пошто предлог буџетот треба да се гласа најдоцна до крајот на годината. Помалку несреќи со тешки последици, но голем број помали судири поради гледање во брзинометарот наместо патот. Брзата помош за една недела од примената на SafeCity. Засилени контроли во угостителските објекти, но и рации за пиротехника во пресрет на новогодишните празници. Брзата помош во Скопје бележи намалување на сообраќајните несреќи со тешки последици по воведувањето на SafeCity, но расте бројот на верижни судири бидејќи, како што велат, дел од возачите повеќе гледаат во брзинометарот отколку во патот. SafeCity го намали бројот на сообраќајни несреќи со тешки последици по учесниците, но не и нивниот број. Од Скопската брза помош вела дека со стартување на пробниот период на системот што ќе ги контролира и казнува сообраќајните прекршоци, имале повеќе повици за верижни несреќи по улиците. Возачи наместо напред гледале во брзинометарот дали возат во рамки на дозволената брзина. Повеќе вниманието на возачите е колкава е брзината, шал таблата им е пред се и таму се сконцентрирани отколку другиот момент. Тогаш тие кочења, внимавање, имаме ланчани сообраќајки каде што неколку возила поред судирени, така да кога почна првичното SafeCity како пробен период, немаше со тешки последици, да речеме такви како што сме ги имале претходно, меѓутоа се јавија како проблем во функционирањето во возењето во сообраќајот кај нас. Освен маките на возачите да ја прилагодат брзината согласно сообраќајните правила. Овој период на удар се и лицата со хронични заболувања, кај кои временските услови предизвикуваат компликации по здравствената состојба. Најмногу јавувања во брза помош има од пациенти со астма и ХОП, а зголемен и бројот на мозочни удари. Промината на времето, заладувањето, врнежите, влажноста на воздухот, значи сето тоа пропратно знае да делува. Тука се вариациите и на притисоците што ги имаат, сите тие промени кои што настануваат со промена на времето. Хроничарите си ги знаат да се одрази на нивната здравствена состојба. За продолжениот викенд од брза помош вела дека немаат зголемен број на повици, но ги советуваат пациентите со хронични заболувања редовно да ја земаат терапијата и да побараат лекарска интервенција при влошување на состојбата. Учесниците во сообраќајот пак да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Сања Димитровска, Сител телевизија. Што покажува статистиката на МВР за првата недела тест фаза од примената на системот SafeCity? Има ли возила кои нема да бидат мерени? Колкава толеранција ќе се воведе над дозволените 50 км на час? Ќе стасаат ли камерите и до улиците каде сега ги нема? Тема на денот во 19 со Сашо Топаловски, началник на СВР Скопје.
Во пресрет на новогодишните празници, МВР инспекцијските служби спроведуваат засилени контроли на терен. Од пиротехника до пазарите, до угостителските објекти се обраќаат. Само денеска од Бит пазар биле одземени над 7000 парчиња пиротехнички средства, а полициските контроли за алкохол, малолетници по полноќ, небезбедни локали продолжуваат и во следните денови. Габриела Лескова известува на оваа тема. Габриела, што покажуваат досегашните контроли, се почитуваат ли правилата и законите? Така, Славица, како што напомена и ти, Министерството за внатрешни работи и инспекцијските служби спроведуваат засилени акцијски контроли во пресрет на новогодишните и божикните празници. Викендов можем да кажем дека ситуацијата била навистина мирна со оглед на тоа што дека во статистиката на Министерството за внатрешни работи не се регистрирани прекршоци по однос на тоа да бидат затекнати малолетници по полноќ во угостителските објекти. Меѓутоа, оваа мирна ситуација не беше случај и минатиот викенд, кога 26 деца биле начекани во угостителски објект во Свети Николе по полноќ, а згоре на тоа најголемиот дел од нив биле и пијани. Оно што е важно да се напомене е дека полицајците не одат сами во овие контроли на угостителските објекти, придружувани се од други инспектори од различен тип. Например, согласно информациите кои што успеав да ги обезбедам од Дирекцијата за заштита и спасување изминатиот месец, овие инспектори имале околу 15 контроли, меѓутоа казнети ќе бидат 5 правни лица кои што не ги почитувале законите, односно немале доволно противпожарна опрема. Ова е навистина вознемирувачки да се слушне после големата несреќа која што се случи во дискотеката Пулс. Што покажуваат резултатите на останатите инспекцијски служби, да дознаеме во приложение во прилогот. Тезги со пиротехника без продавачи. Полицајци денеска собрале 7107 парчиња пиротехнички средства од 3 тезги на Бит пазар, но кој ги продавал не се знае. Средствата се одземени и се преземаат мерки за преноѓање на лицата кои ги продавале, пошто ќе биде поднесена соодветна пријава. Оваа акција на Министерството за внатрешни работи е само една од повеќето во билтенот, кои засилено се реализираат во пресрет на новогодишниот период. Викендов ситуацијата е мирна во угостителските објекти. Не се фатени малолетници по полноќ во дискотеките, што не беше случај минатата недела, кога беа начекани 26 деца во гостителски објект во Свети Николе, а најголемиот број од нив биле и пијани. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните во овој период на предновогодишни забави и семејни веселби да не седнуваат зад воланот доколку претходно конзумирале алкохол. Покрај системот Безбеден град, сообраќајните контроли и акцијските контроли во угостителските објекти продолжуваат и во наредните денови со несмален интензитет. Опремени ли се според закон угостителските објекти засилено проверуваат и од Дирекцијата за заштита и спасување. Во изминатиот месец казнети се 5 локали, чии газди ќе ги олеснат новчаниците по 5000 евра. На ниво на Скопје изминатиот месец се направени 15 инспекцијски надзори, од кои на 5 субјекти е изречена глоба од 5000 евра за правното лице и 1500 евра за одговорно лице во правното лице. Како најчести недостатоци се детектирани недостаток на планските документи за заштита од пожари, како и недостаток на опрема и уреди за заштита од пожар. Сакам еден апел да упатам до сите оние организатори на концерти кои што ги планираат во иднина, известувањата до Дирекцијата за заштита и спасување да бидат најмалку 10 дена пред од денот на одржување на односниот концерт, за да инспекторите при Дирекцијата за заштита и спасување навремено ги детектираат, односно да извршат контрола на тие објекти. Последните резултати на Државниот инспекторат за труд покажуваат дека во периодот од месец август до месец октомври во дејност угостителство се извршени вкупно 475 инспекцијски надзори, донесени се вкупно 107 решенија, издадени се вкупно 36 прекршочни платни налози и поднесени се вкупно 9 прекршочни пријави. Инспекторите на УЈП заклучно со ноември реализирале 4000 контроли за регистрирање на готовински промет. Утврдено е дека секоја четврта фирма не издавала фискални сметки, изречени се на 2500 глоби, а на 113 даночни обврзници им ги запечатиле објектите. Габриела Лескова, Сител телевизија.
Уставниот суд задутре ќе разгледува иницијативата за укинување на блок тарифите за струја, поднесена со образложение дека сегашниот модел создава нерамноправност меѓу потрошувачите. Енергетските експерти предупредуваат дека укинувањето на блоковите би донело поскапување токму за граѓаните со мала потрошувачка, додека оние со висока потрошувачка би плаќале помалку. Одлуката се очекува во период кога треба да се утврди новата цена на струјата за 2026 година, која ќе зависи и од поскапената струја што ЕСМ ќе ја продава на Евана и корекциите во преносот и дистрибуцијата. Уставните суди задутре ќе разгледуваат иницијативата со која се бара укинување на блок тарифите за струјата. Подносителот вели, со поделбата на блокови и разлика во цената кон потрошувачката, се прави разлика од 400% во цената на киловат-час електрична енергија, меѓу прв и четврт блок, и регулаторната комисија ги става потрошувачите во нерамноправна положба, односно некои се повластени, а други дискриминирани. Според професорот и експерт по енергетика Константин Димитров, поголема општествена одговорност е ако се задржат тарифите по принципот, кој повеќе троши, повеќе и да плаќа. Меѓу корисниците има разлика и за да се обезбеди енергија за некој што користи, да кажеме, 200 киловат-сати, треба да имаме едно производство, да кажеме помала централа, затоа што користи 1200 киловат-сати годишно, треба да му се обезбеди безбедност, снабдување во било кој момент, 1200 киловат-сати да има месечно. Не разбирате, не се рамноправни од аспект на потребата да му се обезбеди сигурност за да се задоволат неговите потреби. Мора да има и поголемо производство, и поголеми преносни кабли и трансформатори, се. Димитров смета дека ако се укинат блоковите, тогаш неминовно ќе биде поскапување на струјата, а најпогодени ќе бидат оние што трошат помалку. Доколку се прифати, ќе мора да има ребалансирање, тоест истата количина на енергија што се троши треба да се плати и ќе се подели на сите според киловат-сат потрошени, што значи дека оваа големата група што малку поевтино, помали трошоци има поевтина електрична енергија, ќе им се зголемат трошоците, а на една мала група корисници кои што имаат голема потрошувачка за домакинства, бидејќи ово се однеса за домакинства, значи тоа се навистина ќе се намали потрошувачката, тоест трошокот, они нема да намалат, дури можат и да зголемат, бидејќи ќе им падне цената. Првиот човек на регулатор на Бислимовски претходно рече каква и да е одлуката на Уставен ќе ја почитуваат, но потенцираше дека со блок тарифите се намалува потрошувачката кај домакинствата, со што ЕСМ може да продаде повеќе струја на слободниот пазар по повисока цена, наместо по пониска на Евана. Инаку во следните денови треба да се донесе и нова цена за струјата што ќе ја плаќаме од 1 јануари. ЕСМ ќе продава поскапа струја на Евана за околу 5%, а ставката за пренос и дистрибуција се намалува за околу 1%. Сега универзалниот снабдувач ќе треба да ја направи математиката за крајната цена, а потоа да добие зелено светло од регулаторна. Новата цена ќе важи во текот на целата 2026. Мартин Арсов, Сител телевизија. Македонија го чествува основоположникот на Охридската книжевна школа Климент Охридски. Граѓаните во земјава го учествуваат ликот, мисијата на големиот македонски учител, духовник и основоположник на Охридската книжевна школа Климент Охридски, најистакнатиот ученик на светите браќа Кирил и Методи и продолжувач на нивното дело. Со свечени академии, божествени литургии, доделување на државни награди и положување на цвеќе пред неговите споменици, Македонија се поклонува пред неговото дело. Нека пораката на Свети Климент за смирение, милост, знаење и заедништво биде наш водич и наша инспирација да направиме македонската држава пристојно, праведно и достоинствено место за живење, порача претседателката на Македонија Гордана Сјановска-Давкова во незината честитка по повод државниот празник. Тај во синокешната академија во чест на Свети Климент Охридски порача дека споменот за Охридскиот светител е врежан во колективната меморија не само на македонскиот народ, туку и на целото словенство.
Пред нас, пред вас е голема задача. Да ја спречиме фрагментацијата на македонското општество, со тоа што одново ќе ги научиме доблестите кои што ја одржуваат заедницата. Како и во Климентовото време, и нам ни е потребна заедничка, повисока цел, околу која ќе градиме односи и ќе премостуваме разлики. Председателот на владата, честитајќи го празникот, порача дека делото на овој голем просветител представува трајна вредност и пример дека преку образование се гради и зајакнува едината на народот. Овој ден не потсетува на важноста да го зачуваме и унапредуваме оно што ни е оставено како највредно наследство, јазикот и писменоста. Делото на Свети Климент Охридски представува темел на писменост, образованието и духовната култура на македонскиот народ. Неговото наследство е универзална вредност, што ги надминува верските и етничките граници и представува символ на знаењето и напредокот, порачува собранискиот спикер Гаши. Честитка за празникот испрати и председателот на СДСМ. Влогот и упорноста на Свети Климент Охридски да ја шири писменоста и во време на прогонство и осуди се поцрни дека силата на еден народ лежи во неговата писменост, култура и образование, стои во честитката на Филипче. Мисијата на нашиот учител и заштитник Свети Климент Охридски е должна за почетно и поука за сите идни генерации дека чувањето на културната и јазичната посебност представува обврска за сите, се вели во честитката на председателот на Социјалистичката партија на Македонија Љупчо Димовски. Во собранието по повод празникот беше доделена државната награда Свети Климент Охридски за остварување во областа на воспитанието и образованието, добитник е академик Витомир Митевски, философ и класичен филолог, а наградата за остварување во областа на културата и уметноста ја добија Живоен Глишик, композитор и Беди Ибрахим, ликовен уметник. Една држава која се грижи за својата култура, која умее да ги препознае вредностите на својата култура, заслужува секоја почит. Но и ете и ние, едни од тие културни дејци кои го добиваме тоа признание, не прави среќни. Македонската православна црква со празнични богослужби по храмовите му одаде почит на својот патрон. Пред споменикот на Свети Климент Охридски во Националната универзитетска библиотека која го носи неговото име, со положување свежо цвеќе од државно воениот врв, беше одадена почит кон неговото дело и мисија. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Да, Охрид денеска го слави денот на својот патрон Климент Охридски. Градот веќе цела недела организира низа на манифестации кои ќе финишираат денеска со свечена академија за празнувањето. Од Охрид ја имаме Нина Аритоновска. Охрид го слави заштитникот на градот Свети Климент Охридски. Со низа настани во знакот на Климент, деноиве бе исполнети со култура, слово и уметност. Градот, почнувајќи од 3 декември па се до денес со свечена академија го одбележува 8 декември. Името на Свети Климент токму нам охриѓани, меѓутоа и на сите во Македонија, не има задолжено со неговата дејност, какво дејност која што е во аспект на поучителните слова, на пофалните слова, на сите оние дела кои што се во духот на религијата, на верата и кои што се во знакот на писменоста, кога се зборува самото име на Свети Климент, значи аналогно се неминовно е да се спомне и писменоста, азбуката, глаголицата, она што го кажува самиот Свети Климент, а тоа е описменувањето. Познатиот охридски новинар, публицист и хроничар Владимир Ангеличин Жура постхумно е добитник на највисоката општинска награда Свети Климент Охридски, патронот на градот. Додека годинешни добитници на повелбата се Националната установа, Завод и музеј Охрид, Јордан Каматева, историчар по уметност, музичкото дуо Силви Бенд, режисерот, продуцент и музичар Даниел Јовески и групата The Бектор Бенд. Високото признание патрон на градот ја добивам Владо Ангеличин Жура поскумно. Доделена награда со едногласна одлука на жири комисијата на еден врвен и публицист, и хроничар, и голем љубител на градот Охрид. Наградата Свети Климент Охридски, патронот на градот Охрид, општината ја доделува за животно дело, односно долгогодишни остварување врвни достигнувања во сите области од општествениот живот.
кои се од особено значење за општината, кои имаат и голем придонес во низиниот развој, напредок и се вкупната афирмација во земјава и светот. Нина Аритоновска, Сител телевизија.